Бројгеловски времења се овие пријателе. Што да се каже? А што подразбираш под тоа? Мислам, пошто Бројгел ти е цел свет, мислам, цел живот. Сепак неговите, не знам, представи, визии, размислувања визуелни за постоењето, како и да го си. Бројгел бил набљудувач на светот и тој го опишал во слики и во сцени. И замисли на една слика тој сместил што ти не, и погреб, и свадба, и крштевка, и убиство, и проневера, и љубов, све на во исти кадар. Да, и тоа го направил многу успешно пред колку 5 века. Еве тачно. Док ќе кажеш Бројгеловски времења, јас слушам библиски времења. Па и ова се библиски времења. Па и ова се библиски. Секое време е библиско, ако го видиш на Бројгеловски начин. И ако ја расшириш рамката, па да ги видиш и убиството и влюбеноста на истата слика. И мислам дека бил, па сигурно, не инспирација, него Бројгел доаѓа од Бош. И во Бош има такво гледање на светот холистичко, севкупно. Ја кога мислам на Бројгел, знаеш на која слика прво мислам? Која? Мислам на ова жетвари што ја викаат. Не знам дали е тоа истата слика што се појавува и като земја дембелија. Затоа што таму има жетвари што работат луѓето, мислам, заслужено, сакам да кажам, си ја заслужиле таа почивка, што ја по некои теории, нели, ја нарекува истата слика земја дембелија, пошто го прикажува човековиот рај, односно како работникот, нели, на кој Бог му наредил да живее во својата плод, сака уствари да ужива и да се, нели, распосли на тревата испод дрвото, додека другите уште жетварат. Така да, таа е многу интересна, види, земја дембелија, зашто тоа е некој рај на земја, нешто и жолта, прекрасна, а овие со мешиња така дебелки. Пивски, да. Средновековно пивски. А свадбите како ги сликал, тоа е нешто невидено. Не, а види, 1565 он умира. 1565 кои колонии веќе холанѓаните ги освојуваат, а потоа види, благодарение на тоа богатство имаме цела една, нели, имаме и Вермеер и Рубенс. Во сликите на Бројгел, во сите, нив има некој контролиран хаос. Значи има страшен хаос, пошто има страшно многу акција. Имаш слики, не знам, не сум ги бројал фигурите, меѓутоа свадби со по стотици луѓе, погреби со по илјадници и сите се насликани така, жетвари, ловџи, зимно време, загари. Не знам како може еден човек за 30 години, за толку кратко време, толку многу да види. И бело облаче. Ле, каква драма тука имаш, бе. Меѓу темнината и светлината. Манихејска приказна тука се слуша.